8 март, крик за слободата и демократијата, беше насловена синокешната трибина на која пред струмичани говореа Стево Пендаровски, Рената Десковска, Елеонора Петрова и Катерина Цаневска. Стево Пендаровски истакнува дека меѓународниот фактор ја поддржува опозицијата, бидејќи аргументите биле на нејзина страна, но дека сепак работата треба да си ја завршат самите дома. Го прават не затоа што не сакаат, нема емоции таму. Тоа го прават затоа што нашите аргументи се исправни, затоа што она што го зборуваме допире и до нив и затоа што тие многу добро знаат што значи да прислушкуваш повеќе од 20.000 луѓе во својата држава. Тие многу добро знаат што е да прислушкуваш се живо и диво што мрда во оваа земја. Не црква, не академија на науки, не новинари, не бизнисмени, не политичари, не опозиција. Собствената фамилија ја прислушкува. Тој потенцираше дека СДСМ и покрај, како што рече, машинаријата на власта за усудо на лидерот и на најголемата опозицијска партија Зоран Заев нема да се откаже од вистината. Ова е многу важен момент да го знаете, затоа што нашите медиуми не го пренесуваат доволно од нашите контакти со луѓето во меѓународната заедница. Колку и да изгледа дека тие зборуваат во ракавици со некој дипломатски жаргон, да немате никаква дилема дека сите, повторувам, сите клучни политички чинители во меѓународната заедница во овој момент ја поддржуваат опозицијата. Трибината 8 март, крик за слободата и демократијата се спроведува во рамките на проектот на СДСМ Вистината за Македонија.